Денешната пресконференција е тематска, се однесува на обраќањето на председателот Ѓорѓе Иванов. Сметаме дека председателот Ѓорѓе Иванов сосема точно и прецизно ги лоцираше проблемите со кои што се соочи Република Македонија во текот на 2016 година, како на домашен, така и на меѓународен план. Пораките на председателот Иванов дека нема да се согласи со било какво редефинирање на Република Македонија во насока на бинационална држава, кантонизирање или било кое друго редефинирање, е пораки кои што треба да стигнат до секој одговорен и совесен политичар во државата и пример за тоа како се бранат националните и државни интереси. ВМРО-ДПМН во целост се согласува со ставот на председателот Иванов дека е недозволиво за политички или за лични цели некој во недостаток од реална програма да тргува со националните интереси за своја властолюбива корист. Република Македонија точно е дека е мултиетничко и мултијазично, мултиверско општество, но пред се е унитарна држава и во интерес на сите граѓани е да ја зачуваме унитарноста и стабилноста на Република Македонија. Обраќањето на председателот Иванов беше обединувачко и помирувачко, што дефинитивно му е неопходно на македонскиот народ и на македонските граѓани. И сметаме дека на овој начин и со вакви помирувачки тонови треба да дадеме пример и на другите политичари. Сепак, од председателот Иванов очекувавме по-конкретно да ја посочи одговорноста која што треба да претходи на било кое политичко или национално помирување. Мора да биде точно лоцирана вината за насилните вандалски протести, за уништување на државен имот, за уништување на културно наследство, за уништување и деградирање на институции. И затоа треба уште еднаш, ќе напоменам, да се посечи точно одговорноста кој ја злоупотребува политичката позиција за тргување со националните интереси во предизборниот и во постизборниот период. Граѓаните на изборите на 11 декември го имаа својот глас и ја изразија својата волја. Волјата беше дека се определени мнозинството граѓани за стабилна и унитарна економски напредна Република Македонија. Граѓаните му покажаа и на господинот Зоран Заев дека со својата деструктивна политика не може да победи. И затоа сметаме дека волјата на граѓаните треба во целост да се почитува. Сметаме дека политиката на деструкција е поразена и дека оваа лекција ќе биде научена лекција за сите други политичари. Колку ќе бидеме поодговорни политичари и посплотени како народ, толку ќе имаме посреќна нова година. Колку ќе имаме подеструктивни политики, толку следната година ќе ни биде посложена и потешка. ВМРО-ДПМН во својот дел на одговорноста ќе направи максимално се во своја моќ да имаме стабилна, развиена и напредна Република Македонија со стабилна влада избрана според волјата на граѓаните. Благодарам многу.